Благодарам, господине Џафери, почитуван народен правобранител. Јас скоро и да нема година од кога сум пратеник, да не се јавам за дискусија по вашиот извештај, односно по извештајот на институцијата народен правобранител, ќе го искористам правото и денеска се обратам. Јас нема додам низ фактографијата на работите кои што вие ги воочувате со години, несомнено. Нема ни да одам да дискутирам во насока што е законскиот концепт на народниот правобранител и финансиската негова независност, туку ќе одам кои се, како што и многу пати и досега сум одел, кои се последиците на извештаите кои што ние секоја година ги разгледуваме и колку имаат ефект извештаите кои што ги гледаме во таа смисла. Дали работите и состојбите во државата се подобруваат или се влошуваат. Дали владата своите активности ги носи во подобра насока или во полоша насока. Дали собранието е поодговорно во следењето на активностите на вашата работа или е помалку одговор. Од тој аспект, дозволете ми да прокоментирам неколку работи кои што вие во вашиот говор ги споменавте. Прво, фрапантно е да се знае дека оваа влада драстично помалку ги прифаќа препораките од народниот правобранител во споредба со претходната влада. Претходната влада од страна на овие мои колеги беше обвинувана како режимска, антидемократска, тоталитарна и така натаму. Но сепак таква една режимска влада ви прифаќала 85 до 90% од препораките кои што сте ги давали. Една ваква демократска влада која што сега влада е во Македонија, една таква транспарентна влада за скоро 20-25% е намален бројот на прифатени препораки од страна на народниот правобранител. Ова ги фрапира граѓаните, но треба најмногу да ги фрапира пратениците кои што до ден денеска веруваат дека оваа влада е подемократска од претходната. Ова е показател кој што е јасен сегмент. Исто така, почитуван народен правобранител, фрапантно е тоа што кажавте дека жалбите и поплаките за функционирање на правосудството се за 90% зголемени. И тоа треба да ги фрапира колегите кои што до ден денеска мислат дека оваа влада е подемократска од претходната. И јас ви благодарам за храброста, може би помалку и ми сметаше кога бев во позиција, вие памтите, многу кажувам тоа искрено, ви благодарам за храброста денеска да кажете дека Управниот суд во Република Македонија е орган на владата на Република Македонија. Но верувајте, не е само Управниот суд. Нема суд во Република Македонија што не е орган на владата на Република Македонија. Нема јавно обвинителство што не е орган на владата на Република Македонија. Вашето тврдење дека Управниот суд тука, во извештајот и на говорница во собрание, е многу сериозен елемент и многу сериозен момент. Јас знам дека колегите пратеници нема да го прифатат здраво за готово што го тврдите, но сум среќен дека вашиот извештај многу посериозно ќе биде анализиран и од Европската унија, но и од државите членки на Европската унија. И сега кога ќе паѓаме во несвес, зошто нема да добиеме датума, ќе добиеме само препорака по 10-ти пат, и ќе велиме дека све сме направиле, ние сме се жртвували и така натака, неправедната Европа и, не знам, националистичката Лепен и забеганиот Фараш се криви зашто не сме добиле датум, ќе треба јас во ова собрание да ги подсетам колегите дека народниот правобранител, кој што има поддршка од овој парламент да ја работи својата работа, вели дека за 90% се зголемени поплаките од правосудството. Вели дека намален е бројот на препораки кои што оваа влада ги анализира и прифаќа во споредба со претходната влада. Кога странските амбасадори ви велат луѓе правосудството и администрацијата ви се хаос, кога ви вели странски амбасадор дека СЈО веќе е проблем во државата, тогаш се ќути, се пакува, се обвинува криминалите на ВМРО од 2007 година и така натака, а не се гледа што сега се случува. Но ви благодарам за храброста која што ја имате, пак ќе речам, извинете ако некогаш сум бил поостар, кога сум бил на овие први столчиња тука од владачкото мнозинство, навистина сум среќен што на крај сум гласал за закон со кој што се зголемуваат вашите ингеренции и се зголемува можноста не вам лично, туку како институција, да ја зајакнувате вашата моќ за да бидете коректив, објективен и на едната и на другата власт, и на било која следна власт. Во таа насока, а да се надоврзам на дискусијата на колегата Китев, и јас, и понатаму, секаква иницијатива која што ќе оди во насока на зголемување на капацитетот на народниот правобранител, би ја поддржал без дилема. Исто така,
да ви се заблагодарам на храброст, да кажете пред мнозинството пратеници од СДСМ и ДУИ, дека дискриминацијата по основ на партиска припадност е драстично зголемена во последните 2 години. Кога ние зборуваме, господине правобранител, во собранието дека се бркаат луѓе од работа само заради партиска припадност, ни се смеат колегите. А дојдоа на власт со ветување дека ќе бидат објективни спрема сите. Во мојот град, не знам дали дошла до вас представка, во мојот град од работа е избркана господја во 8 месец бременост. Само заради политичката припадност на нејзиниот сопруг. И уште десетици и десетици такви примери и во мојот град и на секаде низ Република Македонија. Но добро е да се слушне од народен правобранител дека во последните 2 години драстично е зголемена дискриминацијата по основ на партиска припадност. И по основ на национална припадност. Нели оваа влада која што ја представува мултикултурата на државата, која што го обединува мултикултурното ткиво на Република Македонија, која што ќе правеше еднакво општество за сите, во овие 2 години драстично се зголемени поплаките и по однос на дискриминацијата по национална основа. Ова е моментот кој што колегите во некои сегменти, ве гледам, се соочуваат со реалноста, дека не е се така како што изгледа. Но јас нема да се јавувам и да го злоупотребувам овој извештај и понатакај само под услов доколку колегите од мнозинството сватат дека е време да се соочат со реалност. Дека се злоупотребуваат судовите, се злоупотребуваат обвинителствата, дека судовите, вие кажавте за управниот, јас си дозволив тоа да го проширам, управниот суд, односно судовите во Република Македонија се алатка во рацете на владата на Република Македонија, дека оваа влада не ги почитува препораките од народниот правобранител. На крај на криштата, почитуван народен правобранител, дали е дискриминација градоначалник на еден голем град во Македонија, пола од своите граѓани кои што се припадници на друга политичка партија, да ги нарекува ѓубре или да ги обвинува за простотилук? Дали е тоа дискриминација? Од тој аспект, јас се спремав за сосема поинаква дискусија. Одбележав многу точки во вашиот извештај, кои што собранието треба да ги разгледа посериозно. На крај дозволете ми да потсетам дека минатата година, со ваш ангажман сериозен, собранието донесе и заклучоци по извештајот на народниот правобранител. Но дозволете да потсетам дека собранието после донесување на тие заклучоци не превзема никакви мерки за да следи имплементацијата на тие заклучоци. И тоа е вина на сите нас. Тоа е вина на сите нас. Дури дозволете помалку да ги критикувам колегите од власта, повеќе да ги критикувам, да се критикувам себе си и моите колеги од опозиција, зашто таа лодка не сме ја искористиле за да влијаеме позитивно колку што можеме врз оваа очигледно зголемен степен на дискриминација во Република Македонија и зголемен степен на нарушување на основните човекови права. Затоа јас, еве сега усно, но да најдеме форма со господинот Џафери, со координаторите на пратеничките групи, би се заложил врз база на тие заклучоци да собранието во следниот период од 2 месеци организира една надзорна расправа во врска со извештајот на народниот правобранител, во врска со веќе донесените заклучоци и да поразговараме малце по-конкретно, да не живееме во светот на политичките партии, политичките соопштенија и пресконференции, да не се обвинуваме само меѓу себе кој што полошо или подобро направил во периодот кога бил на власт, туку да се обидеме вака суштински, да го искористиме вашиот материјал, вака суштински да дојдеме до ефект. Ако утврдиме дека 5 градоначалници во Република Македонија направиле дискриминација по однос на партиска припадност, да ги кажеме кои се тие. Да ги кажеме по име и по презиме. Не можеме да ги казниме како собрање, но да ги кажеме по име и по презиме. Ако утврдиме дека Министерството за администрација не одговара на вашите писма, или Министерството за правда, да го кажеме тоа го пишува во извештај, но да го поминеме низ процедури. Затоа се надевам дека колегите од Социјалдемократскиот сојуз и другите политички партии на власт ќе прифатат една таква иницијатива за организирање на надзорна расправа, а вие ќе ни бидете драг гостин со целото ваше искуство да ни помогнете како собранието ефективно да
да се вклучи во наблюдување на вашите препораки. Благодарам.